Тука сме повторно кај музиката, повторно сме со убавата песна, со фолклорот, со традицијата, како што кажа впрочем и Слободанка. Секогаш е убаво и секогаш се сите културно-уметнички друштва и ансамбли добродојдени кај нас овде во студиото, а она што ќе се случува впрочем овој викенд, во петок и во сабота, на 29 и на 30 септември, во паркот во општина Ѓорче Петров, ќе се случува фестивал. Првата вечер, 29 септември, ќе биде Играј и заиграј, фестивал кој што го организира ансамблот Лилјан од Скопје, а втората вечер во сабота, на 30 ќе биде исто така фестивал кој што е наречен Златен вес, а кој што е во организација на културно-уметничкото друштво Григор Прличев од Скопје. Токму двајцата председатели на овие културно-уметнички друштва сте наши гости и ваши гости ова утро. Ќе зборуваме за она што ќе се случува овој викенд во општина Ѓорче Петров. Еве веднаш до мене, тоа е господинот Мирко Јаневски, председател на културно-уметничкото друштво Григор Прличев, и до господинот Мирко Ерхан Махмутовиќ, кој што е председател на ансамблот Лилјан од Скопје. Ке имаме навистина богата вечер, односно богат викенд за сите жители на општина Ѓорче Петров, па и на останатите жители од Скопје и кој што сака да дојде и надвор од главниот град, може да учествува на овој фестивал. Ајде сега за почеток да ги информираме нашите гледачи што е она што ќе се случува викендов во општина Ѓорче Петров. Прво, Може добро со вас. утро до вас и до сите гледачи на Алфа телевизија. Овој викенд во организација на ансамблот Лилјан и Кут Григор Прличев решивме да направиме фестивал. Ќе се случува во паркот во општина Ѓорче Петров. Општински регионален парк на општина Ѓорче. И имаме доста гледачи, доста програма, имате богата програма. Да. Може да кажеме што ќе може гледачите да видат. Еве, вие сте конкретно во сабота. Вашиот настап е во сабота, со почеток во 16 часот, така? Така. И што ќе се случува во сабота? Културно-уметничкото друштво Ѓорче Петров се представува, ќе имате и гости? Ќе имаме гости од Црна Гора и од Косово, тоест од Призрен. Ќе имаме наши гости од Паланка, од Радовиш, од Тетово и Кичево и домаќините. Значи, ќе биде богата програма, ќе имаме дефиле, почнуваме со дефиле и концертот почнува. И ќе се препуштите на музиката, на убавите ора, на фолклорот, на традицијата. Сите љубители може да уживаат во она што ќе имам, што имаат, така, можност да го гледа, да го видат во сабота. Да презентираме ние што знаеме. Така, вие сте првата вечер, односно во петок, со почеток во 20 часот. Во 19. Во 19. Играј заиграј е вашиот фестивал. Ајде малку за учесниците, за програмата, дали се веќе пристигнати гостите? Така, пред се добро утро и од мене. Благодариме многу на поканата што ќе имаме можност да го презентираме нашиот фестивал, шести поред, Играј заиграј. Ќе кажам дека од 2017 година ние ги организираме овој меѓународен фестивал. 2017 почнавме во паркот во Чаир, 2018 плошадот Скендербек, 2019 плошадот Филип II. Поради пандемијата, да кажам дека 2020 година правевме пауза, не можеме да организираме ништо. 2021 се повтори исто Филип II два пати. Ова година одлучивме да го организираме нашиот фестивал во општина Ѓорче Петров, нешто ново да биде тоа за публиката, во организација со нашите пријатели од Кут Григор Прличев. Како што кажав, шести поред ќе биде меѓународен фестивал. Ќе имаме гости од Црна Гора, они пристигнуваат утре по повод денот на бошњаците, па морам да им го честитам на сите бошњаци. Тоа е наш меѓународен ден во Република Македонија и во регионот. Нека ви е честит денот и празникот. Фала ви многу. Они пристигнуваат утре, утре ќе играме заедно во Албанскиот театар во Чаршија. Така да, кај мене они ќе настапат во петок во 19 часот, Кут Бихор од Петница, Црна Гора, Кут Јениол од Скопје, Кут Григор Прличев, Кут Рита е Дервенит, да не забораваме таму на плакатот некој и ансамбл Лилјан. И ние како толку се 5 друштва ќе бидат гости во регионалниот парк во Ѓорче Петров. Да искористам оваа прилика да му се заблагодарам на градоначалникот на општина Ѓорче Петров кој ни дозволи таму да
да го организираме овој голем настан во петок од 19 часот. Ги покануваме сите љубители на фолклорот да дојдат да го проследат овој настан. Мислам дека ќе има што да видат. Едно мултиетнички фестивал на кој ќе се представат сите. Ќе има за секој љубител и ќе има за секој љубител да секој ќе си ја представи својата својата земја, култура представи и традиција, својот фолклор, традицијата, впрочем тоа и она што не поврзува сите нас кои што живееме на овие простори. Сега кажавме, значи ќе има навистина богата програма и петок и сабота ќе имаат и посетителите и гледачите да видат што е она што да, и ќе имаат што да видат во овие 2 дена фестивалска програма. Ајде сега имаме доволно време, малку лична карта за вашите фолклорни друштва. Еве за Кут Григор Прличев и за вашиот ансамбл Лилјан. Кога постојат, колку членови броите, од која возраст може веќе дечињата да се запишат на фолклор и сите оние љубители на фолклорот, на традицијата? Добро, вака се ја да почнам. Ансамблот Григор Прличев постои од 1945 година и веќе за 2 години навршуваме 80 години. Голем јубилеј. Така е. Значи, тоа ќе го реализираме понатака. Сега сме фокусирани на фестивалот. Па, има прошетано скоро цела Европа. Да направам од Турска, од Бугарија, од Романија, Украина, Данска, Шведска, имаме Шпанија, Португалија, Франција, Италија и многу држави. Каде што го презентирате македонскиот фолклор, македонската култура. Босна, Хрватска, Србија. Ансамблов брои моментално сега, поради пандемијата, има малце пат. Нејде околу 5-60 членови сме. Од најмала до највозрастна. Се зголемува бројката, само полека тоа не иде. А иначе отворена е врата за секој дете. Кај мене веќе се пријавуваат и од 5 години, 6 години имам. Значи со почетокот на учебната, да кажем, година и со стартот кога одат дечињата во прво оделение, тогаш веќе постои интерес и тогаш веќе се запишуваат на фолклорна секција, како викаат, обично по училиштата тоа оди. Јас се извинувам, ќе може ли само едно кратко прашање, да не го заборавам, тука сме сите заедно во студиото. Ги гледам прекрасните играорци, кажавте за годишната возраст, може ли повозрастни да видат дел од играорната група? Формираме сега ветеранска група. Има ли така? Да, има, се јавуваат, ама уште не сме почеле. Чекаме само зелено светло, кога да се собереме и да почнеме. Значи може Слободанка и јас да се приклучиме, нели? Да, прашањето, зошто да не се оглед на тоа дека во времето јас сум била играорка и многу ме интересира токму ова. Тоа сакам да те прашам, ама го чував тоа прашање за крај. Да. Иначе убаво за секого е отворена вратата. Од 7 до 77. Што ви кажете? Така. И значи сме во такви активности што можеме да направиме уште на група ветерани и се јавуваат на телефон. Сите се добре дојдени, љубители на фолклорот, така? Ја викам, чекайте сега, не може од еднаш тоа. Значи, мора да се собереме за да направиме. Ерхан, кај вас каква е ситуацијата? Ансамбл Лилјан Скопје е релативно младо друштво, да кажеме дека 2024 година славиме 10 години. Сега тоа во фолклорот е релативно да кажеме дека е младо друштво. Ја презентираме бошњачката и македонската култура и традиција преку игри, песни и носи. Броиме околу 80 членови. Работиме на територија на општина Чаир и територија општина Студеничани. Можам да кажам дека за сега децата го следуваат добро фолклорот, имаме настапувано на многу фестивали низ нашата држава. Да кажеме дека Босна, низ регионот, нормално тоа е секаде настапуваме. Така да за сега сум многу задоволен од фестивалите на кои имаме настапувано, имаме такмицарски фестивали, доста имаме награди освоено. Ревијални исто, имаме настапувано со ансамблот и можам да кажам дека сум многу задоволен од досегашната работа на ансамблот и се надевам дека ќе со голем успех ја представуваме бошњачката и македонската култура и понатака. Секаде каде што настапувате, така. Да, а ова за ветерани ќе го размислам да биде, ова ми е добра идеја. И кај вас исто. И кај нас ќе го размислам ова е многу добра идеја. Многу добра идеја.
Така да мислам дека ќе продолжиме со голем успех да представуваме боšnjačката и македонската традиција. И кај се предпоставувам старосната граница, како што кажа и господинот. Па ние сме поделени во две групи, мала. Не сте од 7 па до 77, имате и мала и голема група, да кажеме, ајде од 7 до 12 години некоја граница. Тоа е малата група, после големата група, да кажеме основци и средно школата. Постои ли интерес кај младите за изучување на фолклор? Да кажем дека сакаат ли да се запишуваат и да го изучуваат и македонскиот, еве и вие боšnjačкиот фолклор, и тешко ли ги совладуваат кореографиите? Па не е толку тешко ако се работи професионално. Значи колку пати неделно имате вежбање, како да кажам, или се оди на играорна? Кај нас се поделени во две групи сега моментално. Поголемата и помала група. Поголемите имаат два пати во неделата. Исто така и со малите имаме. Што повише имаш, повеќе заборават. Него вака. Значи, они со нетрпение чекаат да дојде часот кога да се почне наставата. И мислам дека не е толку тешко ако се сака, ништо не е тешко. Така е. Го најавивме фестивалот, најавивме што она што ќе се случува овој викенд. Кои ви се идните активности на двете друштва до крајот на годината? Покрај оние завршни концерти кои што предпоставувам ги имате на крај на секоја на годината како еден завршен јубилеен концерт да се одбележи сето она што е работено во текот на целата година. Па оваа година имаме многу макотрпна работа, како јас, така и ансамблот Лилјан. И мислиме дека ќе заврши еден ден да одмориме малку, ама се повише и повише не бараат, не викаат на фестивали, не покануваат и мислам дека до ноември негде треба да завршиме. За малку да здивнеме со новогодишните празници. Па од здравје на пролет, од април негде да почнеме пак со активности. Јас само ќе додадам само дека ние сме активни од понеделник до сабота. Некако и ние таа недела не е за одмор, затоа што работиме 3 пати на општина на територија Чаир и на Студеничани по 3 проби таму и 3 проби вамо. Па ние веќе утре настапуваме за денот на боšnjacите во Албански театар од 19 часот. Петок е нашиот фестивал, сабота е Григор Прличев. Веќе на 6, 7 и 8 сме гости во Австрија, во Виена, на меѓународен фестивал. Тоа се активностите кои ги имаме. 14 октомври сме гости кај нашите пријатели, они се сега кај нас од Црна Гора, во Петница, таму сме гости и мислам дека ќе има уште еден фестивал во Босна и Херцеговина по повод Ден на државноста 25 ноември и мислам дека ќе финишираме годината. Оваа година ова успешно со нов почеток веќе доста успешно, доста успешна година на нашиот ансамбл, така да активноста е до крај. Мирко и Ерхан, ви благодарам што ова утро бевте наши гости. Времето некако ни е толку, ете го најавивме фестивалот и едниот и другиот, кој што ќе се случува во петок и во сабота.